Јас сум прва, за да се каже вистината, да не се разбереме погрешно. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео го снимам во една специфична состојба, малку сум лута, гневна и не дозволив ни тоа да ми помине, да го отпуштам. Решив изворно онака како што се чувствувам да пренесам, а лута сум на оние личности кои што си дозволуваат да ги пренесат своите најтемни, најцрни сценарија за нечија состојба, нечи живот, нечие здравје, покривајќи го тоа со реалност. Реалноста е таква каква што ние ја гледаме. Мојата реалност и она што јас го гледам и за себе, и за тебе, не мора ништо ти значи тебе. Не мора воопшто да се поклопува со твојата слика за себе, нити пак за нешто друго за кое заедно да разговараме. Ние имаме право, сите, на своја реалност. Ние имаме право да избираме во што ќе веруваме. Ние имаме право да веруваме. Имаме право да бидеме и позитивни, и негативни, и тажни, и исплашени, и да не се чувствуваме така, може би дури и кога ситуацијата го налага тоа. Колку и да звучи чудно, необично, тоа е наше и понекогаш на луѓето единствениот избор кој им останува е тоа да се надеваат, е тоа да мислат позитивно, е тоа да веруваат во нешто и во некого. Понекогаш тој некого или тоа нешто може да бидете вие, може да бидам јас, може да биде сосем непознат минувач на улица. А особено кога таа личност е авторитет, навистина мислам дека треба да се биде крајно внимателен и да се каже вистината. Секогаш сум за вистината, меѓутоа да се има предвид со кого се зборува, што се кажува, на кој начин се кажува и каква штета може да направи кај личноста на која го кажуваме тоа. Ако не можеме со тоа да придонесеме, да направиме нешто добро, зашто тогаш имаме потреба да го кажеме, криејќи се за тоа дека па ние сме искрени. И на крајот на краиштата, со нашите зборови ние сакаме да воспоставиме некаков однос. Сакаме да допреме некако до другиот човек, да извршиме влијание. Кое е оправданието да ние некого наполниме со нашиот мрак, со нашите мрачни предвидувања, со нашите црни сценарија? И зошто го правиме тоа? Па дури кога е тоа реалност. Ништо во животот не е црно и бело. Не знаеме ништо. Оној ден кога ќе дојдеме до сознанието дека ние всушност ништо не знаеме, дека целиот живот учиме, дека животот е полн со изненадувања и пријатни и непријатни, дека правилата се кршат, се нарушуваат, дека постојат исклучоци, дека ние не сме само бројки, статистика, дека ние имаме сопствен пат, сопствен начин и затоа во никој случај не може и не сме да одлучува некоја друга личност од надвор. Затоа и постои онаа фраза другите не постојат. И токму се однесува и важи за вакви и други. За други кои што без чувство, а би требало да го имаат, без емпатија, а очекуваме да имаат, им соопштуваат на другите луѓе такви мракови без никаков пардон, не внимавајќи колкава штета може да направат, дали со тоа може да повредат. Им предвидуваат дека нема да успеат, дека џабе се трудат, дека не постои друг начин освен тој кој што тие го знаат, дека што и да направат друго ќе биде погрешно. Се прашувам, какви се тие други? Кои се тие други? Кој им го дал тоа право да одлучуваат за туѓи животи, да помагаат на други луѓе, а притоа врзнив да го товарот на безнадежноста, на мракот, на неуспехот, на паѓањето. Да, во рете, сите може да не успееме. Да, во рете, сите може да доживееме нешто темно, страшно, тажно. Да, тоа е дел од животот. Денес не има, утре никој не знае. Но дали ќе помогнеме некому
со тоа што во ситуација кога му треба поддршка, убав збор, кога му треба надеж, најсурово, во име на некоја наша лична вистина, без никаква човечка и професионална етика, ќе му ја стуриме така наречената вистина во лице, не внимавајќи дали другата личност тоа може да го поднеси, како ќе го поднесе, колкава штета ќе ја направи. Ете затоа другите не постојат. Не постојат такви други, од кои некако општествено или приватно или животно очекуваме да бидат тие кои што ќе не мотивираат, тие кои што ќе ни помогнат да застанеме на нозе, да исцелиме, да одиме понатаму, да најдеме начин, до последен здив да веруваме во нешто што нас ни служи, што нас ни помага, да веруваме во моќта на љубовта, во моќта на човечкото во човекот. И во такви ситуации, последно нешто што ни треба се тие други, кои што со цел да бидат искрени, отворени, да го пренесат своето знање, предвидувачки моќи, да си играат богови, го истураат својот мрак, своите негативни предвидувања, своите нема да успееш, не можеш, ќе биде многу тешко, не се надевај, сигурно е ова многу страшно. Зошто? Зошто имаме потреба го правиме тоа? Дури да е така. Дури да биде така, личноста која подготвуваме за тоа, треба да ја подготвиме, да биде доволно силна, да верува, да се надева, не лажно да се надева, едноставно човечки да се надева, да го живее секој миг, а не да живее во страв. Не да живее чекајќи дали ќе биде помалку или повеќе страшно. Зошто го правиме тоа? Зошто оние кои треба да ни помагаат, оние кои ни се авторитети, зошто се уште во 21. век имаат потреба да мрачат други луѓе? Имаат потреба да им предвидуваат темнина, немајќи чувство дека со тоа ги навредуваат, ги повредуваат, не размислувајќи дека можеби тоа им е надежта. Таму ја имале целата верба. Да не се дава лажна надеж, да не си играме и во таа ситуација богови, дека еве јас сега ќе ти помогнам, ти ќе успееш, ќе направиш, ќе оздравиш, ќе продолжиш, се ќе биде прекрасно. Не зборувам за тоа. Нема потреба ни од тоа. Постојат 1000 начини за се. Тоа што јас не ги знам, нема потреба да ти кажувам тебе дека не постојат. Апсолутно твое, мое, сечие право е да го бара својот начин, да бара својата вистина, да верува во нешто во што можеби ти не веруваш, дури и тогаш кога си му некаков авторитет. Затоа што не си единствен. Постојат уште многу како тебе, ама не се така мрачни, не зборуваат толку темно, не одземаат надежта на луѓето, а сепак ја зборуваат вистината. Не е вистината само темна, не е вистината само мрачна, не значи вистината само крај, до кој бавно, тажно и тешко се стигнува. Да, сите еден ден вака или онака ќе стигнеме до крајот. Не знаеме како. Ништо не значи ништо. Се денес се појавува во светот во милион различни верзии. Немојте на луѓето да им го земате она што можеби некогаш единствено го имаат. Надежта, вербата во себе, во животот и во она што веруваат што е поголемо од сите нас. Немојте. Немате право на тоа. Ни вие, ни другите. А ако сте обкружени со такви луѓе, ако се среќавате со такви луѓе, завртете се и заминете. Кажете им, благодарам, јас имам своја вистина. И преземете нешто. Преземете одговорноста за вашиот успех, неуспех, паѓање, станување, качување на високо, симнување надолу, желба, волја за живот, што и да е. Кажете им, благодарам, но тоа е твоја вистина. Јас имам своја. И следете ја својата вистина. Следете го срцето и обкружете се со такви луѓе
koji se podgotвени да прифатат се што е, како што е. И се што ќе биде, како што ќе биде. Свесни дека и мракот, и светлината, и црното, и белото, и убавото, и помалку убавото, и тажното, и радосното, се е дел од овој наш живот. И сите на свој начин, и во одреден период, го поминуваме и ќе го поминеме. Но никој нема право да ни предвидува, да биде мрачен, да не обесхрабрува, да ни ги кажува опциите за сите наши можни неуспеси, затоа што не знае, затоа што животот е полн со изненадување. И затоа што зборува, и затоа што слуша. Да бидеме луѓе, да се опружиме со луѓе, а оние другите нека преземат одговорност за своите темнини. Не ги преземајте, не дозволувајте тоа да бидат вашите темнини. Јас ви посакувам убав ден, позитивна мисла, верба во себе си, во животот и во се што е поголемо од нас. И подалеку од оние другите. И ако сте вие такви, работете на себе и размислете следниот пат неколку пати пред некому да му предвидите темно, тешко, страшно, затоа што тоа боли и повредува. Затоа што тоа не сакаме, ни нас да ни го кажуваат. Се гледаме во некој следно видео.